Да, се враќаме во студиото. Како што најавивме, на линија го имаме господинот Митко Јанчев, градоначалник на Кавадарци. Знаеме дека гледачите очекуваа, малку подолго чекавме поради проблеми со врските, секогаш е така кога се оди онлайн, но што да правиме, господин Јанчев е во Кавадарци со своите обврски, така да сепак се слушаме. Добар ден, господин Јанчев. Добар ден, благодарам за вклучувањето. Да, добро е, врската е добра. Веднаш почнуваме ски центарот Михајлово, нешто што најмногу ја преокупира јавноста околу новогодишните празници, нешто што дојде и како изненадување за некои кои не очекуваат дека токму сега ќе се отвори. Па веднаш еве да ве прашам како функционира во моментов ски центарот, дали работите се одвиваат како што се очекуваше? Така, значи, ски центарот Михајлово е подолгогодишен проект, прво морам да кажам. Значи, планиран е повеќе од 5 до 6 години како урбанистички проект. Меѓутоа, неговата изvedба се заврши во рекордно брзо време и морам да потенцирам да кажам дека е комплетна донација од приватни компании за општина Кавадарци. Функционирањето е безпрекорно, благодарение на временските зимни прилики, каде што имаме и доста снег во моментот, од над 60-70 сантима. Меѓутоа, со нашите технички можности и услови, редовно се одржува патната инфраструктура. Патната инфраструктура до самиот центар е безбедна, проводна и со автомобил, така да во тој дел функционираме супер и неочекувано. И за мене лично, и по нашите проекции, имаме многу голем број на посетители, поготово во оној период кога беа празнични денови, неработни денови и викенд деновите, имаме негде од 1500 до 2000 посетители на самиот скијашки центар. Да, вие тоа го прочитавме и во информациите и вие го кажавте дека е донација од приватни компании, од компанијата Кожувчанка и од Комерцијална банка, така е направен, но сега е прашањето што понатаму. Вие кажавте дека е повеќе годишен план. Ќе се развива ли уште центарот, бидејќи и вие самиот кажавте има доста посетители, ние тоа го видовме, но сега луѓето велат дека од кога сега знаат за центарот и сакаат да одат, дека освен самиот центар дека бараат, претпоставувам, и повеќе сместувачки капацитети околу него. Апсолутно да. Значи, проекцијата е подолгорочна за овој скијашки центар. Нема да биде мегаломанска и да правиме, не знам, светски скијашки центар. Значи, проекцијата се направат уште 2 стази од по 2 километри, да се направи една жичара, која што ќе ги носи скијачите до самите тие 2 патеки и нормално кај што е сега патеката направена и цело тоа содржина, таму ќе биде центарот на така наречено бачило, каде што ќе може да се стационираме централно и од тука секој според своите можности и искуство да скија на понатамошните изградени стази кои што во 25 година ќе ги изгради општина Кавадарци. Центарот е според мене благодетот кој што ги има општина Кавадарци како втора општина по територија во државата по големина. Значи имаме планината Кожув и жално и до сега што не е искористено тоа за вакви прилики и за прилики за релаксација на нашите луѓе, меѓутоа и за едукација на најмладите, како што испоменавме и кажавме, нашите ученици од прво до средно образование од општина Кавадарци бесплатно ќе изнајмуваат и ски опрема, бесплатно ќе учат скиење и бесплатно ќе скијат. Тоа не е единствена цел да можеме да малку изградиме и поздрава нација и да нашата нација научи да скија, затоа што мислам дека скијањето е еден од подобрите спортови. При тоа имајќи го на само 30 км до општина Кавадарци, мислам дека е добро да се искористи. Меѓутоа, од економска гледна точка, можам да заклучам од овие неколку денови што функционира скијашкиот центар, поготово ресторанскиот дел во општина Кавадарци, сместувачките капацитети во општина Кавадарци се доста развиени и можеби да кажам 5-6 крако имаат поголем обрат на работа него пред тоа што имале во истиот период споредбено со лани, така да туристите или нашите гости кои што доаѓаат на еднодневна посета или повеќе дневно и користат нашите капацитети од угостителски објекти, сместувачки објекти,
И во наредната урбанизација, на самиот скијачки центар Михајлово, кој што е на 1300 метра почетно, се урбанизираат негде 4 до 5 маркици за мини хотели или хотели до 25 соби со сместување и негде околу 30 на куќи за викенд населба, нормално со комплетна инфраструктура, канализација, вода, струја и се ора што преостана. Да, тоа претпоставам што ќе биде потребно од поглед на сместувачки капацитети. Кажавте дека е направен од донација од приватни компании, од планот е во општина Кавадарци. Добро, имавте ли било каква поддршка од државата во сите овие години и дали воопшто ја баравте, дали нешто баравте од државата да ви помогне? Апсолутно да, значи од државата имавме прво добар слух и поддршка максимално од сите ресорни министерства, начело со владата, за тоа што и сами знаете да се приготви една урбанистичка документација од ажурирана подлога па до комплетната фаза на правење на било што кај што се наоѓаат шуми, дека се прават еколошки истражувања, се прават истражувања од делот на води, во делот на ретки видови на од инсекти, па се она што преостанува од потекло на природата, за да тој скијачки центар не придонеси во ниеден дел да еколошки или во делот на нарушување на самата природа. Така да тука имавме интензивна соработка со министерството, елаборати правење, комплетни одобренија и брзо ја завршивме таа цела ситуација, нормално според законските регулативи кои што следува. Исто понатаки очекувам и од владата и од министерството за двете потенцијални ски стази кои што треба да ги направиме и поставувањето на ски лифтот. За тоа што поставувањето на ски лифтот ќе биде од прва категорија спаѓа градба, да одат сите постапки според законски регулативи и да нема никакви обструкции, напротив да тоа биде еден благодет за самата општина. Ја би сакал тука се доврзам и да кажам нешто во делот на она, додека чекав да ме вклучите во програма, ви ги слушам вашите шпицови, најави и така натеки. И падна невообичаено тоа што ете, слушам во вашите шпицови дека има 35 општини со намален наталитет во делот од новородени во однос на смртноста на последниве 20 години, дека има многу раселување на народот, дека нашиот народ, не знам, живее несреќно или живее така пасивно. И сето тоа не само што ме загрижува, него ми дава право да размислам и да кажем дека покрај ваква убава држава и народ кој што е правоработлив и честен и поштен, да не си приуштиме и да немаме задоволство да си направиме она што стварно ни прилега како вакви миниски центри, да направиме, не знам, позитивни емисии, да се направат едукативни емисии, ние напротив си го труеме нашиот народ со дневна политичка програма, не знам, со некакви серии ефтини, со депресивни моменти, со депресивни вести. И ја мислам дека и најрасположениот во државата и најбогатиот, ако почне да ги следи редовно сите овие случувања кои што јавноста ги прикажува на нашите медиумски, да речеме, информативни центри, би се замислил дали треба да остане во државата. Мислам дека не е се толку црно. Би дал еден пример, би кажал дека еве во општина Кавадарци 25 година за прв пат имаме 10 нови ученици на полугодие кои што се запишуваат соодветно според нивната возраст и образование кои што ги имале во Германија, Италија и Франција, а тоа се 5 семејства кои што подолго од 7 до 12 години живееле надвор од нашата држава и сега се враќаат за стално да живеат во општина Кавадарци. Не сакам да потенцирам да кажам дека тоа е моја лична заслуга или заслуга на било што, меѓутоа мислам дека имаме услови како со сегашните плати кои што може да се подигнат и услови и стандарди да биде малку поведра нација и да си користиме позитивните моменти. Да, тоа е добар пример, позитивен пример, но за жал ние во се имаме политика. Во однос на ски центарот Михајлово, можам да кажам дека реакциите се во најголем дел позитивни, рече се да немаше некои негативни моменти, но интересен беше статусот на поранешниот премиер Груевски, кој верувам дека сигурно сте го виделе.
И тој го поздравува отварањето на ски центарот и вели дека тоа е добар чекор, но можеме да видиме некоја доза на иронија во неговиот статус, каде што тој потенцира дека се работи за мала стаза од само 400 метри и кажува дека за тоа се искористени стари машини кои се превземени од Крушево, кои биле набавени во негово време. Како го коментирате ова? Вака, значи, релативно е дали е стазава мала или голема. За мене стазава според регионалните услови кои што треба да ги има, е соодветна од 500 метри. Ски лифт нов купен од Полска од 400 метри. Ски тепих или теписон од 140 метра, кој што е прв во Македонија за најмладите од 1 до 5 години да ги транспортира. И тој е нов купен, единствено искористени се 6 топови за правење на вештачки снег, кога има услови, да се дополни со вештачки снег кои што беа инсталирани во Крушево, меѓутоа беа надвор од употреба, другото се е купено ново. Она што го нарековте иронија или дали е мала стазава или голема, баш токму и на тоа ќе се потенцира, ќе кажам дека ова стаза не е правена за 2 милиона луѓе или за 3 милиона луѓе и овој скијачки центар не е правен да биде од светски ранки или да биде со европски критериуми за надпреварување или било што. Токму и тоа нашата нација македонска треба да го свати. Ја би сакала секоја една општина која што има услови и која што има гравитација над 1200 метри надморска висина да изгради по ваква стаза и да ги направи своите сограѓани да бидат среќни и своите соседи или своите сите мислат целиот народ во државата да дојде да посети таа стаза, затоа што ние не направивме, не знам, не потрошивме 5, 6, 7, 8 милиона евра, ние ова цело го направивме со голема волја, со максимално залагање на службите и со 450.000 евра инвестиција, комплетно донација. Добро, не ми е, се разбира дека тоа е несомнено, тука нема што да се дебатира во тоа, во поглед на тоа. Повеќе ми беше прашањето во однос на некој начин тезата на Груевски дека на некој начин и тој е заслужен за ова. Мислам дека тезата на неговиот пост тоа беше. Ја колку што го прочитав, пошто беше многу долг постот, обично долги постови не читам толку често. Беше првично поздравување за ски стазата и после беше појаснување што тој во негово време планирал, направил или сакал да направи. Сето тоа е минато свршено време, така да мислам дека џаби би го коментирале од денешна гледна точка сето тоа. Мислам дека треба да се вратиме во реалноста и од денеска да почнеме да работиме на тоа што можеме реално да го сработиме и да го направиме. Мегаломанските работи се носат две острици, или успеваат или не успеваат. А кога тогаш доаѓаат на колапс на рентабилност. Сами знаете дека хотелиерството, сами знаете дека туризмот во одредени фази, а ски центрите ги категоризирам во делот на туризам, дека не се високо профитабилни дејности и без поддршка од државата и без поддршка од ИПАРТ програми, тие се тешко осварливи, па макар да и најголемиот скијачки центар дали е во Австрија, Франција или Италија, станува збор за скап спорт, меѓутоа и доста поддржан и од ИПАР програми и од самите држави за да биде рентабилен. Оваква стаза и оваков ски центар прво е благодет за регионот, второ е бесплатен за нашите деца, а трето јас сум убеден дека тој ќе биде рентабилен скијачки центар за да не биде во загуба. Да, добро. Немам уште многу време, бидејќи знам дека имате обврски, уште само едно-две прашања до крајот. Следуваат локални избори за отприлика околу година дена. Дали планирате, ќе се кандидирате ли повторно за градоначелник? Моите амбиции се да продолжам да функционирам во јавниот живот, затоа што имаме многу отпочнати проекти. Меѓутоа, дали би останал градоначелник или би било нешто друго во делот на структурата политичка, зависи од партиската потреба и од потребата на премиерот господинот Кристијан Мицкоски, така да со негова консултација и нормално со амбиентот и очекувањето од граѓаните
и од жителите на Република Македонија, така би се ориентирал, а пред се од моите способности, тоа што можам да сработам и од моите амбиции. Да, тоа е една од информациите или тезите кои се вртат во јавноста дека доколку не се кандидирате за градоначалник за Кавадарци после локалните избори, дека би влегле можеби во извршната власт. Па добре еве, доколку зборуваме за втората опција, се гледате ли некаде како вице-премиер, како имате ли некаква позиција која би ја посекувале? Позицијата воопшто не ми значи како позиција, се гледам во моите квалификации на човек кои што можам да ги сработам, а тоа се менаџерски способности, тоа се економски способности, тоа се способности во делот на бизнисот и во делот на финансите. Така да јас сигурно не можам да бидам министер за култура или министер за образование, за тоа што не ми прилега и не ми лежи тоа на моите профили као човек пред се. Така да не би коментирал во тој дел, знам што можам, што не можам и во однос на, пак ќе кажам, тоа што го поседам како човек и доколку добивам таква можност, би размислил да прифатам да помогнам на владата, на државата и на целокупниот народ се со еден единствен интерес да направиме подобро утро за нашите сограѓани. И сами знаете како новинари, јас сум втор мандат градоначалник со 7 години извршени, без приходи од општината, значи немам плата, немам службено возило и репрезентација нула. Тоа е благодарение на мојата семејна компанија која што поседуваме и можам да си го пуштам тоа да не правам трошок екстра на општината и било што. Многу тука има дилеми и се запрашуваат луѓе, па што тогаш работи, зошто работиш или било како. Имам еден краток одговор за цела ситуација. Не потекнувам од аристократско семејство. Би кажал на кратко, дедо ми бил зидар, татко ми покоен беше механичар, па направил приватна компанија. Благодарение на мојот покоен чичко кој што живеел 35 години во Германија, успеавме заеднички да направат компанија за производство на минерална вода, прва приватна компанија 2004-та. Тоа го земеме си наук од брендот да го работиме и од тука натаки не се осеќам должен према државата, него баш се осеќам онека оврзан да можем да возвратам на државата, пошто сега сум во една позиција како фамилија со 360 вработени, со големи капацитети на производство, а при тоа државата ни дала сепак државно благо, односно концесија за експлоатација на вода и така да мислам дека тоа морам една морална почит према самата држава, према нацијата, да возвратам со тоа што можам како личност. Да. Добро. Господине Јанчев, ви благодарам за ова интервју. Благодарам на вас, па се гледаме во друга прилика во живо. Се разбира, се гледаме. Благодарам уште еднаш. Ова беше господинот Митко Јанчев, градоначалник на Кавадарци. Продолжуваме со емисијата со професорот Атанас Козарев. Се враќаме за кратко.